Александра и Станија се грабнаа за коса. Зајачиците на плейбој заборавија на женските манири и префинетост и грубо се нафрлија една на друга. Кој пропуштил? Сега нека гледа. Како ćeš da me ocrniš ti koja imaš dečka kući? Da. Spavala si, jebala si se i sa Vladom dok si istog dečka imala. Imaš ovde romancu sa Radovanom i ti meni nešto kažeš. Mrš bre tamo, balavica jedna. Marš bre tamo, balavica jedna. Mrš bre tamo. Ajde beži, neću da te slušam. Skloni se od mene, neću da te slušam. Radovan mi je rekao da on me nije telo ni da ti vrati na poruku. Zato što mu se gadi od tebe, zato što si užasna. Nisi njega... Mrš bre, kretenuša jedna mala. Sram te bilo. Fufice jedna mala, ti ćeš meni nešto da govoriš ovo ono. Staro jedna, staro. Imaš gori ovde, pogledaj si. Ti bre imaš dečka kući, ovde se jebeš sa svima, a ne ja. Tako da nemoj meni da prebacuješ nešto za svoje postupke. Sram te bilo. Немој више да ми се обраќаш. Од приложеното тешко дека некој може да забележи глума или намерна режија. По кавгата и физичката женска пресметка. Стани и Александра дисквалификувани од шоуто. Без голема помпа, па дури и без скромна најава за нивниот пат кон дома. Неделава виповците на островот на Исфрлените ја стартуваа без двете старлети. Нема крокодилски солзи, ниту коментари, освен оние на интернет. А кога нив ќе ги споиш со храбрите изјави на поранешните надпреварувачки, приказната добива друг правец. Според Накова, Survivor станал до толку тежок што во еден момент посакала да скрши нога само за да си замине дома. Но во следниот момент и текнало дека според договорот, доколку физички нападне некого, автоматски се пакува. И тука ја злоупотребила својата нова пријателка Станија. Но раката на правдата на продукцијата ја Стаса и Доброевич. Па Накова си најде друштво за пат кон дома. Големата вистина во продолжение од Александра Накова. Немаше тепачка, далеко од тоа. Не сме животни, ако бевме на Survivor, мислам дека не стигнавме до тој степен да постанеме животни, таму па да почнеме да се јадеме и да се тепаме. Немаше тепачка. Другото, значи имаше само караница, а таа караница беше смислена од мене. Сакав да има караница за да можам бар недела дена порано да отидам дома. Не може веќе таму да издржам у тој пекол. Па ете Станија се согласи да ми помогне, иако не очекував дека и нејзе ќе ја избацат. А на целата оваа непријателска женска тепачка, еве го коментарот на Станија. Со свима сам остала у супер односима, иако сам се сваđала sa девојкама што сте имали прилике да видимо, сад су сви односи онако изгладжени. Sa Aleksandrom sam isto ostala u super odnosima, sa gospođom Mijom, zaista sa svim muškarcima, tako da kad su se ugasile kamere, nekako postali smo kao jedna velika porodica. Која и да е вистината, колку и да беше Александра тивка и летаргична, ќе остане запаметена по нешто. Првата надпреварувачка што физички се пресмета со друга девојка, некаде на средината на џунглата, или пак како најдобриот режисер кој што некогаш го видел Survivor, ама пред камерите.